Добра вечер, почитувани гледачи. Во последната ден од ова 2014 година го започнуваме последното издание на вестите на КТВ телевизија. На почеток ќе си посакаме нека новата година, која што вечерва на полнок доаѓа, ни донесе многу здравје, среќни и радосни моменти на сите. Сето она што беше лошо од ова 2014 година да го оставиме во неа, да остане во заминување заедно со неа. Имаше и многу добри работи, имаше и лоши работи. Информиравме подеднакво за се. Се надевам дека во оваа 2014 година КТВ телевизија одговори на задачата како многу години наназад, и како регионална телевизија, и како сервис на граѓаните. Така ќе биде и во новата 2015 година. На сите ќе ви посакам од името на цела екипа на КТВ телевизија многу среќа, здравје и радосна година која што доаѓа. Ги започнуваме вестите со обраќањето на председателот на Република Македонија и неговите честитки до сите граѓани во Република Македонија. Предстојните празници се можност да се потсетиме на вистинските вредности од кои произлегуваат нашите мисли и зборови, нашите дела и навики, но и нашата иднина. Затоа да им се радуваме на малите нешта што ја чинат големината на човекот, порачува Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија. Почитувани граѓани на Република Македонија, празниците се момент за нова надеж и нова верба дека ни предстои подобра и поуспешна година за сите нас. Празниците се момент кога си посакуваме многу здравје, многу радост и многу среќа во годината што доаѓа. На прагот на новата година, благодарни сме на сите граѓани кои не израдуваа, охрабрија и не потикнаа на добри мисли и добри дела. Благодарни сме на трудолюбивите стопанственици и земјоделци. Благодарни сме на грижливите родители. Благодарни сме на уметниците кои со своите дела, изложби и изведби ги освојуваа светските сцени. Благодарни сме на нашите спортисти и талентираните млади научници кои освојуваа признанија за Македонија. Благодарни сме на храбрите македонски војници кои будно ја чуваа нашата безбедност. Благодарни сме на сите оние кои ја сакаат, почитуваат и чуваат Македонија. Сите ние сме различни, но суштински сме еднакви. Секој од нас придонесува кон создавањето на сликата која другите ја имаат за нашата татковина Македонија. Драги сограѓани, предстојните празници се и можност да се потсетиме на вистинските вредности од кои произлегуваат нашите мисли и зборови, нашите дела и навики, но и нашата иднина. Затоа да се радуваме на малите нешта што ја чинат големината на животот. Да им го посветиме сето наше внимание, нашата љубов и почит на нашите семејства, на нашите деца, на нашите соседи и пријатели. Да ги споделиме добрите мисли и надежи со болните, со немоќните и со сите оние на кои им е потребна нашата утеха, помош и поддршка. Да ја негуваме нашата традиција на соживот со почитување и прифаќање на различните од нас. Да ја градиме Република Македонија според највисоките европски вредности, критериуми и стандарди. Во се што правиме, да и го посакуваме на Македонија највозвишеното. Да продолжиме да се престигнуваме во добрина, затоа што од нас самите зависи и иднината на Македонија. Заедно со моето семејство, ви посакувам вам, на сите граѓани на Република Македонија, во татковината, но и надвор од неа, среќни и радосни новогодишни и божикни празници. Среќна нова 2015 година. Здравица за среќна и берикетна нова година. Денеска кренаа градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов и председателот на Советот Горица Пеливанова Вилхелм на новогодишниот коктел што се одржа во општината. Градоначалникот најави дека новата година ќе донесе и нови предизвици, а се надева дека сето лошо од 2014 нема да се повтори. Почитувани гости, драги пријатели, почитуван председател на Советот, почитувани советници, почитувани чинители на јавниот живот во Кавадарци. Секоја година, можеби не на овој ден претходно или 2 дена претходно се собираме за да на крајот на годината направиме една мала ретроспектива за нашиот успех и за нашите проблеми. Овој пат се одлучив да
не истапам со таков говор на кој што ќе ве потсетам за сето она што сте го реализирале 2014 година. Туку едноставно би сакал како пријатели и како активни чинители на животот во општина Кавадарци да ви посакам најнапред многу здравје, голема посветеност таму каде што сте се зафатиле со работа, односно во вашата професија, и да бидете истрајни во идеите, намерите и проектите кои што во зависност од компанијата и институцијата ги имате зацртано за наредната 2015 година. Секако не може да се замисли една година само со добри работи. 2014 година имавме и лоши работи кои што му се случија на Кавадарци и од некои фамилии во Кавадарци. Би сакал да посекам наредната година тоа да не се повтори, или ако се повтори да биде во што е можно помал обем. Да наредната година многу работи зависат од самите себе, од нашиот карактер, кавадаречки карактер, од нашата истрајност, од нашата визија за подобро Кавадарци. Да што помалце препуштиме на големите сили, без кои што секако дека не можеме, а за тоа што немаме можност и за тоа што зависиме од повисоките сили, да се молиме на Господ да ни даде истрајност и да ни даде што е можно поголема сила во реализација на нашите проекти. Би сакал да се заблагодарам на советниците за успешната 2014 година, да посакам уште поголема конструктивност во нивните дискусии и поддршка на сите наши проекти, а исто така и да најавам дека 2015 година ќе биде година на многу проекти, на многу предизвици кои што ќе зависат од донесувањето на генералниот урбанистички план, после што би следеле деталните планови и после што се надевам во поголем процент реализација на многу капитални проекти кои што имаат за цел подобрување на квалитетот на животот на сите наши сограѓани. 2015 година ќе биде исто така година во која што бизнисот, постоечкиот бизнис ќе го унапредуваме и ќе се трудиме да го менаџираме тој процес и секако да Кавадарци продолжи по тој пат како што е сега, а тоа е да биде над сите во Република Македонија. Во тој смисол, за крај би сакал да ви посакам многу здравје на сите вас, на вашата фамилија, на сите граѓани на општина Кавадарци, па и на сите наши пријатели кои што ни мислат добро. Секако да им посакам многу здравје и истрајност на сите оние кои што активно учествуваат во реализација на многуте проекти како на владата, така и на општината, и да во наредната 2015 година не ни се случуваат или многу малку ни се случуваат лоши работи, да бидеме сведоци на сечење на повеќе ленти, на ставање на повеќе камен темелници, се со една единствена цел: да го подобриме квалитетот на нашите сограѓани за кои што и работиме, да го подобриме квалитетот на живот и работа на нашите деца за кои што живееме. Нека е за многу години и нека е вечно Кавадарци. Желби за многу здравје, среќа и успешна нова 2015 година на сите граѓани од општина Неготино им посака градоначалникот Ванчо Апостолов. Почитувани граѓани на општина Неготино, во очи новогодишните празници, би сакал да ви честитам новогодишните празници. Воедно ве повикувам сите вечерва да излеземе на градскиот плоштад, заедно да ја дочекаме новата година, имаме организирано дочек. Воедно ви ги честитам божичните празници, кои престојат одма после новогодишните. Ви посакувам многу среќа, многу љубов, многу здравје во текот на наредната 2015 година. Многу здравје, среќа и берекет во новата година на своите сограѓани им посакува градоначалникот на општина Росуман Стојан Челазов. Почитувани граѓани на општина Росуман, секогаш крајот на годината е време кога се сумираат резултатите, кога се кажува оно што е сработено, кога пред вас, јас како градоначалник, локалната самоуправа треба да ги каже и да ги сумира постигнатите резултати од работењето во изминатава година. Како градоначалник сум задоволен од она што го сработивме на полето на многуте проекти кои што во текот на оваа година имавте можност да ги видите преку медиумите кои што не покриват во
регионот и во општината, и како градоначелник може да кажам дека ние во ова година навистина многу работевме во делот на остварувањето на многуте проекти за вашите потреби, кои што се видливи, кои што ќе останат за користење за секојаш на вас, драги граѓани. Но тука мора да кажам дека и почетокот на новата година, 2015, чувствувам потреба да честитам, да посакам успех во понатамошното работење на сите вас, да ви посакам добро здравје и пред вас да ветам дека и наредната 2015 година ќе биде година која ќе донесе многу проекти, која ќе донесе многу позитивен развој за општина Росуман, и мислам дека само ми останува да посакам успешни и добро поминати празници со многу среќа, радост во вашите фамилии, во вашите срца да тлее љубовта. Нова година со желби за се најубаво во неа на своите сограѓани им посака Жанета Чаушевска, градоначалник на општина Градско. Почитувани граѓани на општина Градско, во изминатава година сработивме онолку колку што беше реално можно. Но во новата 2015 година очекуваме реализација на сите тековни нови проекти. Посакувам во 2015 година многу среќни лица во нашата општина, зголемување на индустријскиот развој, како и зголемување и понатаму на бројот на вработувања. Посакувам да се зголемува и наталитетот во општината, да расте бројот на млади семејства кои својата иднина ќе градат заедно со нас. Бидете живи и здрави, имајте среќа, здравје и многу берикет во новата 2015 година. Територијалната противпожарна единица Кавадарци на сите граѓани им ја честита новата година, меѓутоа подсетува на многу важни обврски. Пред да го напуштете домот и да заминете на прослава на новата година, проверете дали е исклучен електричниот шпоред, бољерот, пеглите и се она што може да предизвика штета или пожар во вашиот дом. Затоа, пред да заминете да ја прославувате новата година, проверете дали ги исклучивте електричните уреди. Тоа е апелот од Територијалната противпожарна единица Кавадарци. Во наредната 2015 година за субвенции на земјоделците предвидени се 150 милиони денари. Забележителниот раст на извозот на македонските земјоделски производи на 384 милиони евра ја подкрепува определбата на владата на Република Македонија и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за спроведување на аграрна политика која веќе дава резултати во развојот и во зголемувањето на конкурентноста на македонските земјоделски производители кои во Европа и светот треба да се препознаат како сериозни и квалитетни партнери. Ова определба се подкрепува со податокот дека во новата 2015 година на име субвенции за земјоделските производители се одвоени 150 милиони евра или се заокружува бројката од 670 милиони евра за периодот од 2011 до 2015 година. Ова значи дека владата на Република Македонија ќе продолжи со спроведување на земјоделски политики кои придонесуваат кон развој и поголема конкурентност на македонските земјоделци и ќе продолжи со спроведување на мерките со кои на земјоделците им се овозможува поволен пристап до кредити кои покриваат дел од трошоците, набавката на сточен фонд, подигање на нови насади и култури, како и субвенции на земјоделски производи. Во Министерството смета дека токму субвенциите им овозможуваат на македонските земјоделци да го одржат и надградат своето производство, советување дека субвенции во овој сектор нема да се намалуваат. Синоќа во штабот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци се одржа новогодишен коктел. Почитувани граѓани на општина Кавадарци, почитувани сопартијци, Нова година е празник кој бил и останал символ за добрина и надеж, за желба за мир, љубов и слога. Со таа мисла, дозволете ми во моје лично име и во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Кавадарци да ви посакам да ви се оствари сето оно што сте го планирале, да ви се случи сето оно што сте го замислиле. Нека вашите домови бидат исполнети со радост и среќа, а вашите срца и душа со љубов и топлина. Посакувам во 2015 година што повеќе позитивна енергија, повеќе елан, меѓусебен респект, повеќе љубов и почитување, поголема етичност и разумност. И се разбира,
Многу здравје и личен успех на секој од вас. Среќна нова 2015 година. Почитувани господи и господа од ВМРО-ДПМН, брзав ова вечер да стигнам за да бидам со вас. Навистина е ретка можноста заради обврските да се биде со вас. Сакам да уште еднаш направиме една ретроспектива на 2014 година, која што од политички аспект беше една плодна година како за Кавадарци, така за Република Македонија. И оваа година, благодарение на сплотеноста и политичкото работење во градот, ја наметнавме во ВМРО-вската идеја и ги убедивме по не знам кој пат граѓаните дека она за кое што ние се залагаме и се застапуваме и политиките кои што ги крои нашиот премиер, нашата влада и ние како локална самоуправа се вистинската страна. Тоа го погашавме на изминатите парламентарни избори со многу работа, со многу труд, со верба во ВМРО-вската идеја, успеавме уште еднаш. Помина и 2014 година како година со многу добри работи, секако и со лоши работи. Сакам лично на вас да препорачам, односно да посекам да оние лоши работи не се повтора 2014 година, да немаме таков гроздобер 2015 година, да немаме било какви катастрофи и човечки судбини кои што ни се случија 2014 година, туку да имаме што е можно повеќе убави моменти. Ако имаме избори 2015 година, пак ќе ги истрчеме, дај Боже, бидејќи ако на нешто навикнавме досега, тоа беа изборите. Ви посакувам вам лично, на сите членови на ВМРО-ДПМН, потоа на сите граѓани, па и на опозицијата, многу здравје и да истраиме во тоа во кој што веруваме. Почитувани членки на Унијата на жени, почитувани членови на Општинскиот комитет, почитувани членови на ВМРО-ДПМН. Многу ми е мило што вечерва сме во вака голем број, традиционално како и претходно, и оваа година да ги обележиме новогодишните и божичните празници. Како што веќе кажаа претходните соговорници, ние оваа година имавме една успешна година. Јас како председател на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН можам да кажам и сметам дека сум во право дека Унијата на жени како и досега многу пати и сега е промотор на сите движења во Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа и секогаш има место за самокритика. Бевме добри оваа година, меѓутоа да си посакаме наредната година да бидеме уште повеќе посветени, поистрени и секогаш може подобро и подобро. На сите сакам да ви ја честитам новата година и божичните празници. Да ви посакам многу здравје, среќа и успеси на сите полиња. Новогодишни пакетчиња за среќни празници денеска представници на Фени Индустрии им поделија на дечињата кои се хоспитализирани на детското оделение и таму ќе останат за дочекот на новата година. Во делот на нашите активности за CSR, денеска сме овдека во болница Кавадарци да на детско оделение и децата кои што моментално се наоѓаат во болницата им поделиме скромни пакетчиња и овие моменти кои што животот ги донел случајно да бидат тука во болницата ги пребродат полесно и да им ја честитаме новата година и да им посакаме многу здравје и поскоро да оздрават секој. Исто ја користам приликата да на сите граѓани во Кавадарци им ја честитам новата година од името на вработените во Фени Индустрии, да им посакам многу успех во наредната година 2015 на многу здравје и среќа. Следната година Велес ќе добие 2 нови цркви. 2 нови цркви ќе се отворат во Велес следната година. Храмовите посветени на Свети Кирил и Методи во Младинскиот парк и Светите Козма и Дамјан во дворот на болницата ќе се осветат во 2015, вели владиката на Повардарската епархија Агат Ангел. Црквата во болница веќе ја завршивме, готова е, сега се фреско живописува. Се надеваме дека 2015 ќе осветиме и нејзе. Иконостасот таму е готов. Иконостасот е од мермер, да ја сакам да ви кажам дека многу убав иконостас направивме, мермерен иконостас. Свети Кирил и Методи се надеваме со Божја помош дека 2015 ќе осветиме, таму има уште една третина, да речеме, дека за фреско живопис, прекрасна е да ви кажам. Таму иконостасот е готов, многу одамна, иконите се готови, мозаиците се готови, се е готово, уште малку дворното место треба да се среди, но тоа веројатно ќе го правиме на пролет, нека се затопли малку.
Освен во Велес, изградба на нови цркви и манастирски конаци се предвидени и во други населени места кои се дел од Повардарската епархија. Во Кавадарци, знаете, нова црква правиме посветена Света Петка, го обновивме на манастирот Свети Великомаченик Ѓорѓи, целосно конаците ги обновивме и прекрасни конаци направивме таму. Манастирот Свети Архангел Михаил во Бошава, исто таму почнавме да правиме конак. Манастирот Свети Великомаченик Ѓорѓи, Полошкиот манастир, можете ќе го погледнете овдека. Ова е црква од 14 век, ова е постариот конак, а исто градиме нов конак, еве новиот конак со параклис посветен на Пресвета, оведение на Пресвета Богородица. Владиката Агат Ангел вели дека и во годината која следи ќе продолжи изградбата и реконструкцијата на храмовите. Така во Велес моментално се гради црква посветена на Свети Климент Охридски. Поставен е камен темелник на нова црква во селото Чолошево, а заврши реконструкцијата на храмот во Башино село. На крај од вечерашново новогодишно издание на вестите ќе следува и прогноза за времето. За време на новогодишната ноќ ќе биде умерено облачно, ветровито и студено. Не се очекуваат никакви врнежи, ќе има појава на голомразица, затоа треба да се посвете поголемо внимание во сообраќајот. Ќе дува засилен и северен ветер, а во западните предели засилен североисточен ветер. Температурите во текот на ноќта ќе се спуштат до минус 18, односно до минус 8. Четврток, првиот ден од новата 2015 ќе започне со ледено утро. Не очекуваат температури кои ќе се движат од минус 18 до минус 8. Во текот на денот ќе биде претежно сончево со локална облачност и ветровито. Ќе дува умерен северен и северозападен ветер. Температурата ќе достигне дневна од минус 10 до минус 2. Ладно не очекува за новата година. Почитувани гледачи, нека вашите срца бидат топли. Нека новата 2015 донесе многу здравје, среќа и радост за сите. Благодарам за довербата што ја имавме во оваа 2014 година. Ќе продолжиме да работиме во ваш интерес и следната година. Нека има убава година што доаѓа и секако поминете убави празници. Наредното издание на вестите е на 2 јануари 2015 година. Секој добро.